вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Во најновиот извештај на State Department за верските слободи во светот, американската влада посочува дека во Македонија верските слободи главно се почитуваат, но како проблем се наведува бавната регистрација на верските групи. Македонската влада генерално ги почитува верските слободи, вели официјален Вашингтон, но наведува дека регистрацијата на верските групи, пропишена со законот што стапи во сила во 2008, во пракса е неефикасна и ги попречува да добијат легален статус. Така, во периодот опфатен со извештајот, само 2 групи добиле дозвола, а 11 или се одбиени или чекаат на известување. Американската влада тврди и дека државната поддршка за изградба на верски објекти ја фаворизира православната верска заедница, посочувајќи на иницијативата за изградба на црква на Скопскиот плоштад Македонија. Како отворени прашања се наведуваат и градењето на цркви и џамии без градежна дозвола и барањата за враќање на верскиот имот. Извештајот дава детали за судскиот процес против расчинетиот владика на Македонската православна црква Јован Вранишковски, како и тврдењето на членови на неговата верска група Православна Охридска архиепископија дека биле следени или вознемирувани од владата поради верските убедувања. Се на се нема извештај за верски затвореници или притвореници во Македонија, ниту пак за присилно менување на верата, заклучува State Departmentот. Во делот за позитивните развои на настаните се наведува подигањето на спомен куќата на мајка Тереза и изградбата на меморијалниот центар за жртвите од Холокаустот во Скопје. Минуваме на другите вести. Група поврзана со Ал-Каида во Ирак ја презеде одговорноста за неделните бомбашки напади со автомобили бомби во Багдад, во кои беа убиени 155 лица и ранети 500 други. Милитантната група, позната како Исламска држава во Ирак, на милитантна веб страница соопшти дека била зад двојниот напад. Ирачкото министерство за внатрешни работи кажа дека биле уапсени најмалку 70 лица, но не ја елаборираше. Американскиот претседател Барак Обама вели дека нема да брза во донесување на одлуката за испраќање повеќе трупи во Авганистан. Повеќе од 8 недели откако американскиот командант во Авганистан ја објави својата проценка за војната и потребата за нови 40.000 трупи, некои од политичките противници на Обама велат дека процесот на ревизија трае премногу долго. Обама на група американски армиски припадници вчера кажа дека нема да ги стави во опасност, освен ако е апсолутно неопходно. Тој рече дека одлуката за нивото на трупи е многу сериозна. Лидерот на демократите во Американскиот сенат Хари Рид вели дека сенатската верзија на предлог законот за реформа на здравствениот систем ќе го содржи планот поддржан од владата за здравствено осигурување, што го преферира претседателот Барак Обама. Рид кажа дека јавната опција не е магична формула, но дека верува оти тоа е најдобриот начин да се намалат трошоците за здравствена заштита. И двата дома работат на своја верзија, што потоа треба да ја усогласат. Американскиот претседател Барак Обама денес ќе објави 3,4 милијарди долари во грантови за унапредување на националниот систем за пренос на електрична енергија. Белата куќа вели дека парите се дел од економската стимулативна програма од 787 милијарди долари одобрена од Конгресот порано годинава. И последната вест за денеска, Американската вселенска агенција НАСА се надева дека лошото време нема повторно да го одложи планираното лансирање на нивната најнова ракета. Ова е ракета од најнова генерација и е модифицирана верзија на ракета на Space Shuttle на цврсто гориво. Летот ќе трае само 2 минути пред ракетата да падне во Атлантскиот океан, но инженерите на НАСА се надеваат да научат вредни лекции за потенцијалот на арест од 700 сензори инсталирани на ракетата. Овој тест доаѓа во време на голема дилема за иднината на вселенската програма на САД со човечки екипаж. Каде се дивите работи од режисерот Спайк Джонс е адаптација на класичната приказна на Морис Сендек. На живите безвременски илустрации од книгата, во филмот им се дава емоционална инфузија. Макс е хиперактивно дете кој создава измислен свет од диви чудовишта. Тие се огромни, имаат остри канџи, страшни заби и жолти очи. Но Макс, најдивиот меѓу нив, сите ги покорува и станува нивни крал. Комплексниот филм на Джонс е базиран на сликовницата на Морис Сендек.
но режисерот и сценаристот Дейв Егерс ја засилуваат приказната на Сендек со интересни ликови и тежок диалог. Како во оригиналот, Макс е немирно дете, но за разлика од книгата не е испратен во неговата соба под казна. Наместо тоа, тој бега од дома откако во бесија гризнува мајка му за рамо. Ке се најде во дивина со бизарни и емоционално спротиставени суштества. So what's your story? Why'd you come here? Well, I'm an explorer. Секој од чудовиштата представува дел од психата на Макс. Лутина, љубомора, љубезност, лојалност, креативност. Did you make this? Yeah, it's gonna be a place where only the things you want to happen would happen. We can totally build a place like that. Односот на Макс со овие суштества е непредвидлив. Воодушевеност и оптимизам се сменуваат со сомнеш и страх. You're not really a king, huh? Исто време, Макс не само што ги скрутува чудовиштата, туку од патувањето излегува подобра личност. Did you know the sun was gonna die? What? Реалистичната кинематографија на филмот, екзистенционалниот диалог и акционите сцени може да не се прикладни за мали деца, но режисерот вели: I didn't set out to make a children's. Не правев детски филм, сакав да направам филм за детството. А во тоа му помагаат Джеймс Гандолфини, Кетрин О'Хара, Форест Витейкер и Крис Купер, кои ги дадоа гласовите на суштествата. Но главниот актер е Макс Рекордс. Ова е негов прв филм и целиот се потпира на неговите мали рамења. Авторот на книгата, Морис Сендек, вели дека филмот ништо не ја одзема на книгата, напротив, ја збогатува. Филмот децата го сакаат, но ги освои возрастните, кои ги носи во времето пред конформитетот и дневните обврски. Утре во Newsflash, клуб за трчање, за бездомници. Гледавте Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон и вечерва ве потсетувам да посетите нашата веб страница glasnaamerika.com за повеќе информации. До гледање.